Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, продолжуваме со втората лекција од нашите предавања за веронаука. Овој пат ќе зборуваме што е православие, што е православната црква. Православната црква се нарекува затоа што ја чува и проповеда вистинската вера, православна, и правилно го исповеда учењето на црквата. Името доаѓа од старословенските зборови право, што значи вистински, исправен, и слави, славење, прославување. Православието уште се нарекува и правоверие, што означува правилно разбирање, правилно исповедување и правилно чување на Божјото Слово и Божјото учење. Зборот право означува дека православната црква на учењето за верата и за моралот се придржува според утврденото учење на црквата, на вселенските и помесните собори, на учењата и на пишаните дела и списи на светите оци и црковните учители. Зборот слави означува правилно прославување на Бога согласно Светото Писмо и Светото предание. Овој назив е користен со векови, за да одреди дека единствено православната црква ги сочувала изворните догми, црковните вистини, вистините за верата и учења за Господа Исуса Христа и апостолите, за Пресвета Богородица, за светите ангели и слично. Во нејзината структура, православната црква е составена од повеќе автокефални и автономни помесни цркви, како што се Македонската православна црква, потоа Руска православна црква, па Румунска православна црква, Српска православна црква и сите други, а кои се во целосно литургиско и молитвено единство. Во символот на верата стои дека православната црква е една, света, соборна и апостолска. Ова формулација е неизменлива со никаков закон. Според устројството, секоја црква административно е независна, но сите се единствени во верата, во учењето, апостолското предание, светите тајни, литургијата и богослужбите. Заедно тие се конституирани и сите заедно ја сочинуваат православната црква. Кога е основана православната црква? Православната црква е дел од христијанските цркви и, како што спомнавме претходно, таа води потекло длабоко во Стариот Завет. Но сепак, како нејзин почеток, е денот Педесетница или Духовден, кога Светиот Дух слегол врз апостолите. За ова поопширно ќе зборуваме во 8 член од символот на верата. Извори за учењето и верувањето на православната црква. Ова значи на што го темели црквата своето учење. Дали е тоа произволно верување и кажување на одредени личности, или пак има цврсти извори на кои црквата се повикува. Најпрво од тие извори ќе го спомнеме Светото Писмо. Православната црква своето учење го црпи од Светото Писмо, Библијата и Светото предание. Светото Писмо е збирка на свети книги и ние веруваме дека се Божји збор. Преку него Бог ја открива својата волја, учејќи не за доброто и злото, вистината и лагата, и ја представува историјата на човечкото спасение. Уште можеме да кажеме, Библијата е порака Божја,
преку која разбираме што е вистина, а што е лага, што е добро, а што е зло, што е корисно и благословено за нас како луѓето, како Божји созданија, но и што не е благословено и што не е корисно за нашето вечно спасение, односно се она што е штетно. Често се поставува прашањето кој ја напишал Библијата, кој е автор на Библијата. Рековме дека Библијата не е една книга, туку е збирка или зборник од повеќе свети книги, запишувани низ долг временски период. Се вели дека некаде од 1500 години во толку време е пишувана Библијата. Тоа ни кажува дека Библијата не е напишана од еден човек, од еден писател и од еден автор, туку од повеќемина автори. Но кога се чита, се чувствува дека сите автори се водени од еден извор, кој ни открива свој план низ вековите, а тоа е избавување на човекот од лошото, од ѓаволот, од злото и ослободување од гревот и смртта со крајна цел воведување во Царството Божјо или Царството Небесно. Тој извор е самиот Бог, кој ги надахнувал писателите на библиските книги, знаејќи дека авторите на книгите во Стариот Завет, како и писателите на книгите во Новиот Завет, биле неуки луѓе. Затоа се верува дека текстовите се вдахновени од Бога, преку нив он им се открива на луѓето, давајќи ни поуки за животот според Божјата волја, кои се корисни за духовно воспитување и наша утеха. Светото писмо се дели на два дела – Стар Завет и Нов Завет. Во Стариот Завет се сместени книгите напишани пред Христа, а Новиот Завет ги сочинува книгите напишани после Христа. Книгите во Стариот Завет зборуваат за создавањето на светот и човекот, за историјата на еврејскиот народ и Божиот сојуз со Бога и подготовка за доаѓањето на Месијата. Може да се каже дека Стариот Завет е објавена биографија на Бога на светот. Светото писмо на Новиот Завет е биографија на овоплотениот Бог во светот. Во него е опишано како, за да се покаже на луѓето и на светот, Бог го испратил својот Син Господ Исус Христос, кој се овоплотил и постанал човек, како човек им покажал на луѓето се она што Бог има и што поседува, но истовремено ни кажал се она што Бог бара од нас. Во него се зборува за искажаната неизмерна љубов кон луѓето. Книгите во Новиот Завет зборуваат за доаѓањето на Месијата Господ Исус Христос, за неговата проповед, поуки и чудеса што ги вршил и за претрпената жртва на крстот. Во посланијата на светите апостоли објаснето е учењето на Господ Исус Христос. Читањето на Светото Писмо духовно го облагородува човекот, дури и кога умот не може веднаш да ги свати сите длабочини. Затоа и во оваа предика топло препорачуваме, постојано или често да го читаме Светото Писмо. Другиот извор на кој го темели црквата своето учење е Светото предание. Што е Свето предание? Светото предание е устно пренесување на учењето на Господ Исус Христос и настаните од евангелската историја. Тоа го означува животот и непрекинато пренесување на Божјиот збор, учењето на Господ Исус Христос и евангелските настани преку Светиот Дух во црквата. Светото предание помага
за темелно разбирање на верата и представува духовен живот, кој се пренесува од генерација на генерација. Преданието не е само збир на обичаи, туку живо присуство на Светиот Дух, кој ја чува вистината во црквата. Пред да се запишат настаните околу животот на Господ Исус Христос, тие усно биле пренесувани меѓу луѓето. Впрочем, евангелистите не можеле се да запишат. Затоа многу се запишани настани, затоа многу незапишани настани останале автентично да се раскажуваат. Затоа ќе речеме дека Светото Писмо и Светото предание се два вида на Божјо откровение. И тие меѓу себе не си противречат, туку се надополнуваат. Преданието се изразува и е чувано преку различни аспекти од животот на црквата. Вистинско свето предание битно се разликува од обичаите народни според неколку клучни фактори и критериуми. Еден таков критериум е древноста. Тоа значи дека треба да има докази за потеклото уште од времето на светите апостоли. Меѓу народот се раскажувале приказни за настани кои зборувале за Господа Исуса Христа, за Мајката Божја и слично. Но за да бидат автентични, неопходно е да потекнуваат од Христовото време, а не подоцна. Друг критериум е сеопштост, а тоа значи дека универзално прифатено од целата црква. Сите приказни не можат да бидат само од локален карактер, туку треба да се прифатени од целата црква. Третиот критериум е соборност или согласност, а тоа значи дека е во согласност со духот на Светото Писмо и учењето на црквата. Се она што не е во согласност со учењето на црквата, не може да се прифати како свето предание. Форми на светото предание уште се символот на верата, литургискиот живот, светата Евхаристија, свештените книги, житијата на светителите, иконографијата и слично. Од другата лекција ќе почнеме да го објаснуваме символот на верата. Ви благодарам.